Добар ден и убав ден, почитувани наши гледачи на Канал 5 телевизија и нашата емисија Гответе со Дракче. Денеска сум многу расположена, а ќе ви кажам подоцна и зошто сум многу расположена денеска, но секој пат јас сакам да позитивната енергија пренесувам на сите вас преку малите екрани, затоа што вие мене ми возвраќате испраќајќи многу фотографии од вашите ТВ приемници додека трае емисијата, вие не фотографирате и навистина е тоа убаво и кога ги правите специјалитетите, мене најмногу ме радувате. Да си ги поздравиме нашите пријатели, а нашите пријатели се Стокомак. Ајде да го поздравиме Стокомак и да погледнеме дел од производите кои што ги имаме на нашата витрина. Дел од овие производи кои што ги имаме овде се еден мал дел, но доколку вие сакате нешто посебно, земете си поголема торбичка и до првиот маркет на Стокомак и ќе си ги набавите производите кои што вам ви се потребни. Да ги поздравиме Стокомак и за новата продажба на македонски производи со налепница во црвено, така наречени македонка, а тоа значи купувајте македонски производи и поздрав до нашите производители од Македонија. Да ги поздравиме пријателите од МОС, така наречениот Home Центар, значи центар за домашни апарати и се што ви е потребно за вашето домаќинство. Освен тоа што имате домашни апарати, можете да си земете и пропратни елементи за вашиот дом. Рековме, можете дури и теписи, стази, алатки за вашата градина, лустери за украсување, убави столни ламби, едноставно се за вашиот дом. Се наоѓаат на Пластичарската улица, на Бит пазар, до самиот МОС. Можете да ги пронајдете и навистина да одберете нешто што вам многу ви се допаѓа. Да си ги поздравиме и пријателите од ПК Беско. ПК Беско сувомеснати производи и се што на брзински можете да си земете и да направите ваш доручек или ручек. Било кој од пакувањата да си ги земете со вас, па можеби и за викенд или пак на планина, на рибарење, како што сакаат мажите да одат на риболов, значи имаат готово јадење. Поздрав и до нашите пријатели од ПК Беско. Зошто сум весела? Па весела сум затоа што денеска моите драги гости ќе бидат од мојот крај. Значи, од моето родно место, од мојот град Делчево, на кое што јас многу сум горда, поточно од селото Илиово, бидејќи таму сум родена и навистина голема чест и задоволство ми е што денеска во мојата емисија, односно во нашата заедничка емисија Гответе со Дракче, имаме една повозрасна личност, а повозрасната личност е личноста која што сите си го познаваат во Делчево и познатиот регион. Ако кажам Љупче Петровски, може ќе кажат а кој, но ако речем Љупче Клупскиот, ама нема кој што не го знае. Инаку тој е директор на Националната установа за култура во Делчево или познатиот наш Дом на културата. И затоа си го повикувам прво него. Добре ми дојде Љупче Клупски. Добре ми дојде. Многу се радувам што си ви денеска. И многу сум среќен што еве ние од Делчево имаме кој да не представува во една емисија која е една од најпопуларните за готвење во Македонија. Како велиш ти, ние сестро сме популарни. Да, ние сме популарни секако. Да, така. Многу ме радува. Повели од оваа страна, затоа што ти не дојде сам, а мене многу ме израдува. Дојде со твојата елита, бидејќи ти си и тренер на кошаркарскиот клуб, се нарекува Патриот, така? Да, кошаркарскиот клуб Патриот, порано беше клубски, меѓутоа решивме пред 10 години да се вика КК Патриот, бидејќи спонзор од фирмата се викаше Патриот и така да сакав една промоција и на таа фирма и еве денес се тука едни, јас ги нарекувам шампионки,
Тоа се основци, значи ученички во основното општинско училиште Свети Климент Охридски. Меѓутоа тие се шампионки на Македонија во М14, во М16. Еве најново од завчера се значи ќе одат на државно првенство, своја прво место во Велес. Значи тоа се нашите шампионки, имаме две репрезентативки на Македонија до 14 години и јас се гордеам со нив и баш ми е мило што и тие денеска ќе бидат на оваа презентација дел од мојот тим и ќе ме поддржуваат сега тие мене во готвењето. Во готвењето, добри ми дојдовте. Многу голема радост ми причинивте, затоа што јас и Лјупче нема да бидеме сами, имаме крилја, а тоа сте вие и многу се радуваме. Кој е од моето или ово? Кој е вака? Значи, ние две Илиовки. Ете така, баш ме радува. Убаво е да се биде тренер на еден ваков убав кошаркарски женски тим. Па да, јас реков вака, јас работам во Центарот за култура Никола Јонков Вапцаров, значи ние сме национална установа, таму сум работен како стручен соработник по литературна и трибинска дејност. Меѓутоа, еве, веќе 2-3 години сум и директор на Центарот за култура и јас секогаш велам дека културата и спортот се најголеми амбасадори не за еден град, туку за целата држава, бидејќи тие се мостови на соработка со други држави, други градови, други места и многу сум среќен што јас 35 години работам кошарка како тренер и работам со млади и со нив се подмладувам и јас самиот. Не ни видов кога станав на 56-7. Така, ама и успесите те прават многу горд. Рековме Ена ќе говори, ајде Ена да ни кажеш од кога ти се занимаваш со кошарката? Јас со кошарката се занимавам во околу 3,5 години. За мене кошарката представува се. Денот кога го земав баскетот во рака, видов дека кошарката ќе биде дел од мене во иднина и одлучив со моите пријатели да тргнеме на кошарка. Вашиот тренер кажа дека сте шампионки. Да. Ајде кажи ни во што? Во лигата М16. Така, и представи ги другите наши. И во М14, точно. И во М12, се овие малите. Значи М14, М12 и М16, дали е тоа поради годините? Во М18 бевме втори, значи имаме една од најдобрите школи во Македонија и сум горд на нив, пак ќе кажам. Ете така. Ајде, Ена, представи ни ги твоите пријателки, другарки, како да кажеме, клубски кошаркарки. Ова е Тамара Гоцевска. Тамара е првата, така. Маријана Јовановска. Добро. Сара Танасовска и Софи Ивановска. Сите сме тука и Ена, браво. Зошто се насмеавте? Затоа што вие прв пат да излегувате во емисија, затоа ли? Така. Убаво е да се игра, нели, да се настапува. Убаво е. Аплаузот многу значи. Па затоа ние сега со аплауз ќе ве повлечеме настрана, да си одите на страна, а јас и Лјупче ќе работиме овде, односно ќе готвиме она што треба да го работиме. Ете така, девојчињата ќе бидат таму. Прво да се заблагодарам затоа што ни донесе преубава Делчевска баница или зелник, така го нарекуваме ние, бидејќи на среде е зелјето. Да. Го направи твојата сопруга, да ја заблагодариме. Ете така. Па таа доста добро готви, значи многу сум среќен што имам таква сопруга која што ги знае сите специјалитети. Таа е бугарка, меѓутоа од Пиринскиот дел на Македонија, значи од Симитли, и таа ги сите наши македонски готвени производи или јадења ги готви како мојата мајка, можеби и подобро. И сум среќен што запознав во животот на 47 години таква жена, која е исто магистар по екологија, заштита на животната средина и меѓутоа добар кувар, добар сопатник животен. И јас ја знам и си ја бакнувам и ја поздравувам многу. Дојди овде да си сецкаш прас и урдата да ја мешаш, а јас ќе правам сега наша баница како би изгледала еве на еден наш начин. Ајде да видиме како еден директор прави прас. Да, секако.
А снајка дома ќе вика после, ајде сега као со Драгче што правевте да ми помагаш и мене дома. Па добро, ја асистирам, немам многу време пошто нонстоп сме на тренинзи, утакмици. Како директор учествувам на сите манифестации, значи и секогаш немам време за такви работи, меѓутоа кога имам време и помагам, ако не друго асистирам. Ја чувам керкичката таа да може да работи. Точно, така да некој треба и тоа да го прави. Да, секако. Бидејќи таа е малецка. Сега ќе го правиме таков како што можеме со готови кори, иако тоа е сукан. Па да, делчевскиот зелник се сукан. Така, сега ќе ги правиме малку сгужвани овде кори. Јас за тоа што е делчевски, за тоа и сакав да биде нешто поразлично и да биде зелник. За да биде зелник. Ајде сега да ми кажеш, јас пред да започнеш со она што се следува во културата на Делчево, сакам пред се да ти заблагодарам затоа што моите драги колеги од Зевзекманија бевме присутни на една нивна представа Веселинови. Да. А ти беше прекрасен домаќин и твоите колеги заедно. И беше навистина убаво. Па да, јас секогаш велам, за да бидеш добар директор треба да имаш добар тим околу тебе. Точно. Значи моите вработени, ние сме еден тим кој што работиме безпрекорно, сите настани ги организираме. Мислам дека во Делчево има многу културни настани. Јас исто така, значи ќе кажам дека сите директори кои што биле директори во Делчево сакале културата да се развива и таа на едно високо ниво. Еве ние денеска во Делчево имаме хуманитарен концерт, значи детски, музика и екологија. Средствата се наменети за постраданите и преживеаните во Кочани, за нивните семејства. Преку Црвениот крст ќе видат тие пари донирани. Значи представата, значи музика и екологија, режисер е Десанка Глигориевич. Значи оперскиот пеач Јане Донимагловски ќе биде таму. Значи ќе биде прекрасно да се биде таму, меѓутоа ја поради емисијата не можам да учествувам. Меѓутоа те украдов јас. Да, меѓутоа моите значи колеги ќе ја завршат работата безпрекорно, тоа сум убеден, бидејќи ние сме еден тим. Инаку наредниот период еве ја имаме културната манифестација на Разловечко востание, значи таа секоја година ја одржуваме по повод Разловечкото востание. Натаму имаме доста изложби на актуелни, значи ликовни уметници. Во август ја имаме, значи голечките фолклорни средби, значи фолклорна манифестација меѓународна, каде што учествуваат групи од цела Македонија, Бугарија, Турција, Србија, Босна, Словенија. Значи ние работиме и сакаме нашиот град да биде едно туристичко место каде што ќе има и културна понуда. А вие знаете, кај нас чистиот воздух, добрата храна, ги мамат сите љубители на туризамот и не само од Делчево, веќе и од Бугарија. Кога ќе дојдете во Делчево на пазар поради прекрасната храна, значи еколошки чиста, тие доваѓаат во Делчево и купуваат полни торбици, што значи дека тука веќе се развива и туризам и избратимување, како што велиме. Еве јас сега да кажам, поставив неколку кори сгужвани. Оваа смеса е направена со 6 до 7 лажици брашно, значи 50 мл масло, едно пециво и малку сол. И урдата исто така малку посолена, ги сгужвуваме, затоа што рековме Делчевски треба да изгледа и да биде интересен. Ете така. И сладок. И сладок. Иначе ќе не избркаат од дома. Како се вели. Мораме да бидеме домаќини, од деца не учат. Така ли, Лјупче? Така е, мора. Од деца не учат. Се што е сладко е добро за душа. За душа. Ете така. Ај сега пак ќе те вратам од директорското место на тренерското. Да. Бидејќи и ти си љубител на кошарката и на спортот, едноставно го обожуваш. Како ги тренирате помладите, па потоа повозрастните? Или си имате посебно и друг тренер кој ти помага во однос на тоа? 35 години бев сам,
Значи сега и Панче Сумрачки со мене тренер кој работи со помалите категории. Значи јас 35 години сум кошаркарски тренер, почнав на 19 години во Скопје додека студирав. Јас сум инаку дипломиран професор по македонски јазик и книжевност. Тука започнав со тренерската кариера. Кошарката е мојот живот, јас играв кошарка. Значи, моја страст, моја цел у животот, моја љубов прва и значи целиот живот го посветив на кошарката. За мене нема поблагодарна работа да бидеш тренер на едни деца, да ги учиш не само како да играат кошарка, него и како да се справат со ситуациите кои им доваѓаат во животот. Пред се да бидат добри, честни луѓе кога ќе пораснат доста од нив. За тие 30 години се директори, значи се доктори. И јас сум горд што како не една личност и како личност успевам да ги усмерам децата да спортуваат, да се тргнат малку од кафичите, од дискотеките, значи да имат и свој собствен живот и надвор и спортот. Так. Инаку да ти кажам една интересна случка. Додека јас и ти вчера си муабетевме, ама думахме си на Делчевски. Јас морав да им се јавам на моите драги колеги за да им кажам колку деца ќе дојдат, колку микрофони ни се потребни технички да се спремиме. И си почнав да си думам на Делчевски. Чекајте да го префрлам копчето малку на скопски за да ме разберете. А ти убаво зборуваше да кажам. Добро, дијалектите се едно богатство на еден народ, така да секој дијалект си има своја убавина, поднебје, така да и не треба да го заборавиме вечиниот јазик. Така е. И како велиме, думај си за да те разберат. Да те разберат, да. Ај, подумај си малку за да те разберат нашите. Убаво е, бидејќи јас сум по потекло од тој крај и си го сакам многу и многу и убав голак. Едно време таму се правеа и подготовки, па имаше убав планинарски дом, кај што младите може и да живеат и да тренираат. Беше се добро. Беше навистина убаво. Меѓутоа се гради Делчево. Делчево е една урбана, доста средена, значи место каде што јас сум доста задоволен, чист воздух, значи луѓето пред се одржуваат таа хигиена и за разлика од другите градови, значи Делчево е едно туристичко место. Одлично. Одлично. Има и цркви, има манастири. Сега, бидејќи јас повеќе нема да додавам урда, тука ќе ми ставиш во празот 2-3 лажици. Ајде да ми асистираш. Сакавме, нели, средниот дел да ни биде со прас, секако. Ако не е средниот дел со прас, нема да биде делчески. Делчески нема да биде. Ама и лута чушка. И лута чушка без луто нема. Тука ќе додадеме сега буковка пред тебе. Значи можеш да го промешаш со лажичката и да додадеш буковка, за да биде онака како што го планираме. Без луто нема. Кај нас. Еле сме си наши. Да, и без лута ракија. И без лута ракија, и без... Знаеш дека нашиот крај е пијанецот таму. Така и се вели, на самиот влез, нели, на Делчево е пијанечкиот регион. И е полн со модри сливи, садници на модри сливи. Сега, тоа кој колку сака, толку ќе си стави луто, пошто има доста и не јадат луто. Меѓутоа, ние што јадеме луто, ќе си ставиме колку што на нас не е потребно. Бидејќи невестата го спремаше, а ти гледаше. Да, ја асистирав, да гледам. Сега да си признаеме. Да си признаеш. Вика, и денеска не треба многу да биде. Ете, браво, одлично. Одлично го подготви. Браво. Ете така. И рече сега ќе имате надпревари со кошаркарите. Па, ние играме прва лига, значи сениорска конкуренција. Минатата година, значи ние за 10 години игравме прва лига, го освоивме и купот на Македонија, го донесов во Делчево и бев пресреќен. Тогаш дури кажав на телевизија, мислам дека и Канал 5 беше на надпреварот, дека сум најсреќен човек во Делчево, бидејќи да донесеш една шампионска титула во Делчево и да го направиш шампионски град не е мала работа и да го внесеш Делчево во мапата на кошарката. И бев пресреќен, меѓутоа веќе наредната година, значи бевме 3 пати второ место, 3 пати прво место во таа прва лига
Меѓутоа, не се задоволував со тоа, бидејќи дојде короната, децата беа млади, не ги пуштија да играат у таа прва лига и мораше наредната година да се изборувам да дојдам пак у прва лига. После 3 години се вративме у прва лига, еве оваа година обстоевме. Играме со млади кошаркарки, А ти секако сакаш шампиони. Па, фала Богу дека сакам шампиони, јас сум победник по природа, оптимист. И оваа година обстоивме со една млада екипа, значи 18 годишни девојчиња и помлади, значи имаше и 16 и 15. Така да главната цел ја остваривме, сега играме плей-оф со Бадел, значи ќе се бориме за титулата. Меѓутоа, да бидеме реални, со овој ростер тешко ќе успееме. Меѓутоа, веќе наредната година ќе се фокусираме да направиме екипа и за најголеми дострели. Овие млади кошаркарки, значи, еве во М14 кадетско имаме 11 победи, само еден пораз. Тоа се кошаркарките кои го освоија и М12 првенството, на што сум значи горд на нив. И јас секогаш моите млади, пошто имаме таква добра школа или академија, јас ја нарекувам Кошаркарска академија Клупски патриот, значи секогаш ние одиме на победа. И ако сме послаби, ние одиме на победа, бидејќи и желбата и волјата некогаш донесуваат да победи екипата која што не е подобра, бидејќи знаеме дека без желба нема ништо. Така да јас сум задоволен од тоа што го правам во Делчево. Сепак тие деца се дружат, настапуваат, се меѓу себе социјализираат и тие деца се за мене, значи мојот живот се тие деца. Значи јас до 47 години не бев женет, немав свое дете, сега имам ќерка на година и пол. Принцеза. Ја поздравувам мојата Божица и едноставно сакам да ја поздравам сега неа и мојата фамилија и сите мои пријатели и да им кажам дека нема недостижни цели во животот. Ќе ја чуваме на YouTube снимката Божица кој ќе порасне за да види дека тетка Дракче и тато ја поздравија Божица на телевизија. Ете така. Ете. Одлично. Да го направиме. Ете така. И ова последната кора за да ја завиткаме комплетно. Да. А се извинувам, не си додадов масло. И да го ставиме на печење. Божица зборува сега, трча, трча, игра. сега почна да одиме. Така. Сега се проба да зборува, тешко оди, уште е 15 месеци, меѓутоа Ке навикне, ќе зборува цел живот. Сега за сега на француски зборуваме, на англиски, па за натаму. Така нели? Нека е здраво и Онака живот. како што се учат Како деца. сите деца што се. Како сите деца што се учат. Ето така, од саламурата да си додадеме. Ето така. Ајде и оваа последната кора за да го завиткаме од горниот дел. Бидејќи во смесата има масло, доволно е кората да не биде сува горната. А некој пат ја па сакаме и крцкава, па така да можно и да биде и така и така. Тоа е од печењето. Ние љупче не сукавме. Ама такви ни се можностите, толку имаме време. Имаме време, кога ќе имаме време подолго, ќе бидеме со сукани. Само да земаме една вилушка. А тебе ќе ти дозволам да ја ставиш во рерме. Ете така. Добро. Ајде, колеги, да го ставиме ова на печење. Полека, бидејќи камерите сакаат да доловат нашето поставување. Ајде. Одлично. Ајде сега нека се пече нашиот
зелник кој што го подготвивме. Нека биде сладка. Нека биде сладка. Обично јас кога ми се гостите овде, велам, ајде пејте побрзо да бидува овој тепцијата побрзо да може биде. Да. Ете така, сега ќе го побараме рецептот на денот, затоа да видиме што се нам ни беше потребно за денешниот рецепт. Делчевска баница. Едно пакување на кори, 3 страка прас, 150 грама урда, 2 суви пиперки или буковец, малку бибер, сос за корите, 1 кесичка пecivo, 1 лажичка сода бикарбона, 5 лажици масло, 5 лажици брашно, 200 мл минерална вода или обична вода, која што јас ја додадов додека го подготвував сосот за нашата баница која што ни се пече. Бидејќи за ова баница ќе ни треба уште време да ја испечеме, јас, Лјупче, ќе ја побарам баницата од Делчево. Секако да биде. Да видиме што автентично делчевска. Да, делчевска, за да исечеме ова делчевска баница. Ти си делчевка, можеш и ти да ја сечеш. Можам, јас сум си од Делчево, за да додека јас ја сечам овој делчевски зелник, сакам една да ја прашам дали надвор од тренинзите се дружите со клубските другарки. Да. Како што рече Лјупче, имате вие и во Делчево младите имате живот, имате каде да излегувате. Одите во Домот на културата, таму ги гледате представите, се што е. Што е најинтересно во Делчево? Ајде. Излегувањето низ град. Така, за младите се разбира најубавото е излегување во град и да се прошета, убав ке има на реката, навистина е убаво. Убаво подесен. Еве, Лјупче, вака, јас како баба ми, малку со рака, ете така, еве, ајде колеги, сега и од сосот ке додадам, што го има внатре, да видите дека е прас со чушки. Да. Еве лажицата. И тоа со лути чушки. Со лути чушки. Ете така. Да го додадеме. За вкусот не се сомневам, но рековме ќе го вкусиме по гаснење на камерите, заради тоа што толку ни е малку времето. Дали е уловен рецептот, колеги? Се е во ред. Морам да кажам дека премногу ме усреќивте, многу бев среќна, ви благодарам што дојдовте. Ви посакувам пред се како идни кошаркарки многу успеси, многу пехари, многу златни медали и имињата да ви бидат прочуени во светот. Зашто да не, нели така? Најубаво е така. Нормално. Лјупче, имаме сега репрезентативки 2-3, значи се надеваме дека тие еден ден ќе достигнат до некои европски светски во првенства. Во македонската репрезентација се преваруваат така, имињата им се? Па Тамара Гоцеска и Сара Атанасовска се во М14. Така. Значи Ангеловска Ана беше во М18, значи кошаркарка која се надпреваруваше во европски првенства и уште игра за нашиот клуб. Тука е и Ана Стоименовска, Тамара Тошевска кои беа во М16, значи ние сме клуб кој што е расадник на таленти и на репрезентативки. Расадник на успешни луѓе. Тука сме пред самиот крај, кога јас ќе ти додавам еден подарок, заеднички ќе го пробате попатно или допатно. Да, ова е од ПКБСко, производи од ПКБСко. И ова е ваучер од нашите пријатели од МОС, продавницата каде што можете да си купите нешто што е за вас многу значајно и битно како еден успомен од ова наше другарување. Благодариме и секако поздрав до сите гледачи на канал Телевизија 5, на сите наши сограѓани што не гледаат, поздрав и сакам да кажам дека ви посакувам многу успеси понатаму со вашата емисија и Делчевската дракче да биде уште попопуларна во Македонија. Само да си дзирнам Делчевската баница.
Леле, Готова е. браво, браво, и таа ни е готова веќе. Ама пред крај сме, драги наши. Се радувам, еве уште еднаш да кажам дека денеска бев со моите драги почитувани сограѓани и успешни луѓе од градот Делчево. Се надевам дека и вам ви бевме интересни. Ако ви беше убав рецептот, побарајте го, секако ќе ви го напишеме или следете го на секој крај од нашата емисија или во текот на емисијата. Јас го барам рецептот, каде што можете да ги прочитате на мирниците. Ве оставам во добро здравје, бидете ми здрави, живи и среќни. И како ви велам, ве сакам!